Околу 160.000 прегледи се реализирани досега преку проектот на Министерството за здравство Рурален доктор. Според ресорниот министар, овој проект е еден од позначајните, бидејќи бенефит од него имаат сите жители на руралните средини во цела држава. Проектот започна во март 2014 година, а истиот ќе продолжи да се реализира и унапредува во иднина. Станува збор за проект со кој што Министерството за здравство се обидува да пристапи до најоддалечените населени места и до населените места со најмал број на жители, како и до најстарите лица на кои што имаме веројатно и најпотребна здравствена заштита, а кои што живеат во населени места кои што се поприлично оддалечени од поголемите центри каде што има повеќе нивоа на здравствена заштита. Продолжуваме со овој проект, искрено сме задоволни до сегашната имплементација и затоа одиме со континуирано негово проширување, како во поглед на бројот на тимови кои што се вклучени, така и во опремата и услугите кои што се даваат во рамки на овој проект. Во тек се постапките за ангажирање на нови тимови, односно ангажирање на дополнителни 24 доктори. Во предстојниот период ќе бидат обезбедени и 30 нови возила, во насока на јакнење на капацитетите на руралните тимови, а со тоа изголемување на опфатот на населените места. Инаку во регионот на здравствениот дом Скопје најстар прегледан жител е во општина Петровец. Има 95 години и е во добра здравствена состојба, а најмлад во општина Студеничани во село Моране е дете на 4 годишна возраст. Во регионот на здравствен дом Охрид, најстар жител е прегледан во село Свиништа. Човекот е на 27 годишна возраст и многу интересен податок е што крвниот притисок кој што е измерен и по прегледот е уреден, крвен притисок 120/80 и гликемија 5,1. Додека најмлада пациентка е од село Мешеишта, пациентка од 12 години. Во регионот на здравствен дом Битола најстар жител прегледан е во село Живојно на 87 годишна возраст, а најмлада во Добромир и дете од 7 години. Во регионот на Прилеп најстар жител е прегледан во село Слепче Мариовско 93 годишен, додека најмлада е во село Опатица на 4 години. Најчести диагнози утврдени кај прегледаните лица се зголемен крвен притисок и диабетес, а најчесто препишувани лекови од руралните доктори се лековите за регулирање на крвниот притисок, лекови за смирување, антибиотици и други. Според Тодоров, Рурален доктор е проект кој е комплементарен со проектите рурални аптеки и подвижни аптеки, така што со нивното паралелно функционирање и надополнување се заокружува примарната здравствена заштита, особено во руралните и потешко достапните населени места низ Македонија.